Добро вечер, драги гледачи. Ние се наоѓаме во подкастот на ВД и еве јас како гостин и домаќин ги чекам гостите да ми дојдат. И домаќините. И домаќините. И си. Еве, грдо беше. Не ми е спремно. Најавата не ми беше спремна. Може ли кажано нешто од тебе да биде грдо? Требаш да го испее. Така требаше оригинално. И можеш после од джингл да си го користиме. Почитувани гледачи, ама да му даеш некој За ненародњачки некој народњачки трилер, да, разбираш, да му туку Драги наши. Иначе курдисани сме. Курдисани. Ако да. Ама и многу литературно не наја. Не знам како да речки на таа пред камера да зборам. Здружија, добро вечер и ќе се потрудам денес. И одневе. Добре дошле сите ви на ВД-каст. Видан и Диме каст или вршители на должност Видан и Диме каст. Како што кажаме, така и бидна, рекоме дека нашиот прв гостин ќе биде човек кој што е наш пред се, кој што е докажан после и кој што искрено да ви кажам, сега ќе пробам на ти да ви се обраќам за малце. Искрено да ви кажам, ми е ептен голем чеив што токму со мојта неки патешна од колку се девојчиња. дружиме. Од девојчиња, разбираш, другачка, пријателка, колешка по уметност. Уметност, да. Наташа Малинкова. Добре дошле. Благодарам на поканата и најава. Добре дошле како официјално, иначе добре дошла. Добро ми дојдовте и вие, драги мои. Да. Како не ви го спремав у пранк да Сакаш да ни вратиш одма. да ви вратам одма. Таков човек сум по природа. На илјаджија не можеш илјаджиски, да знаеш. Чути да не беше ово инато, не може да успееме толку години. 25 години диме на сцена, на естрада. 25. Јубилејна ми е годинава. Знаеш дека Треба да направиме некој јубилеј у кинто. Кога сакаш и како сакаш. Сериозен сум. Секојаш сакам, нон-стоп сакам, ама таа организацијата многу ме плаши. 2-3, нема што да те плаши бе типа. Убава екипа сме. Остареме веќе немаме таква енергија, треба добар тим и да направиме една добра дешавка. Абе, сега Пржеска, усвари вчера. Шо лафеме ја и ти кога те пранкував јас дека за енергија не се даваме. Не се даваме, не. Не се даваме. Ја мислам дека ако ти повтениш да тераме 25 години кариера малку треба, само да дојдам и да го направиме па тоа да се заинатам. Тоа не оде така. Обично тие што славе никако не потегнува. Се некој друг треба да го потисне, за после он да вика, ај докаде е тоа? Ај нели го тераме за ово? Ај нели го правиме? Демек виќе готово е. Некој треба да те тисне малку, само треба да се заврши. Не, настана за 25 години. Да, 2001 официјално. Да у било која работа. Значи не особено па у твоите, у нашата уметноста, да успееш 25 години и тоа да успееш. И да успееш и да се одржиш и тоа да трае и да не тоа е џаволски тешко. Да, и толку многу демотивирачки моменти и моменти кога си сакали да се откажеш, дефинитивно пак да му се вратиш. Ти кажав, тоа е еден инат што си го имам во себе, дека јас сум створена за тоа и дека мене Господ ми ја дал дарбата да како Мојсей на земјава да ги расположувам луѓето, да го правам тоа што најдобро знам да го правам, а тоа е пеењето. Колку и да сум се откажувала од музиката пак ме наоѓала мене, пак ме вречала назад и секогаш си наоѓаш, ајде ќе го спомнам моментот тригер, си наоѓаш причина да правиш нешто. Оваа година сме планирале да издадиме тоа и тоа. Следната година па ќе дојде некој фестивал, па следната година некој патување, настап и секогаш те враќа. Ти прави филм за да се задржиш тука. Уште готово. Значи, гледа се убаво кажано дека тие тригери, ако ги немаме тие Ма не можеш да ги игнорираш. Иницијални каписли, например, ако не се самата монотонија на нештата кои се случуваат околу нас
и грдотијата на сите вие работи што се случуваат, ќе те натера да речеш чека, па ај. Доста или за кого или морали, ама не. Ама од друга страна љубовта е преголема. Љубовта е преголема за да се работи тоа што се работи. Претпоставувам и ти толку години си, ти си многу поише од мене, твојата кариера. И не би знаел, на пример, ако сега не де Боже нешто да испадне и да речем готово е, раскрстувам со театарот и ја не можам да ги сватам и луѓето што уствари толку години го работеле тоа што најмногу го сакат. У мојот случај да пеењето, у твој случај тоа, у негов случај исто уметноста е у игра. Не би знела или не би можела да влезам сега наново да почнам некој друг нов бизнис. Кога тоа ти е у крвта, тоа ти е у сршта. Ја мислам дека како птица во кафес би била затворена ако не пеам. Има викенди као слушај, слободен викенд, имаме топ, одлично, иде петок, не знаеш што да правиш само тоа е Зоре многу добро. Знаеш се понашаш. Не знаеш што, да, последно време почнав малку поише да одмарам и да си го најдам малку мирот и дома да ми е убаво, мада ми е секако убаво и ми е убаво, најубаво ми е да души кога сум си сама, буквално со самото себе. Тој мир ми е нешто непроценливо како и да е, затоа што ти треба некогаш и таков момент, меѓутоа пак кога ќе ти текне дека треба да одиш на настапи, дека треба да се дружиш со луѓе, дека треба тоа да пееш и покрај тоа што истиот репертоар можеби го пееш по 100 пати и ти е досадено до тука ти е дојдено од некои песни, пак сакаш да се дружиш, пак сакаш, едноставно тоа е дел од тебе. Една од најмочните алатки за креативност на уметникот е тоа што сака и знае да се изолира. Да. И кога ќе остане сам со себе, тогаш мене тогаш ме најубаво. Тогаш ми се раѓат мене. Тогаш е па и на ништо да не мислам и така само да си седам и ништо да не правам, уживам у тој момент. На пример, како што кажа ти иста приказка и со нас, нели, да спремаш проби 2 месеца и иде премиера и викаш да дојде премиерата, малци да одмориме постоа, а даваш премиерата, а даваш првата реприза, втората реприза и ама на третата сте веќе уште подобри сте. Не сме, ама по друга страна викаш пробите што. Свечеш дека пробите уствари таа е поголема слобода имаш. Сатисфакција у пробите. Додека се спрема таа представа уствари тебе ти убавиот дел од сет проект. Изведбите после се само крајниот резултат ќе што тешко е, мачно е, и јас исто у студио кога одиме и многу пати леале са не ми се оди, или ќе му откажам на стол у последен момент, не ми си иду у студио, баш вчера му го направив тоа. И а се спреаме цел ден, се слушаме, се договараме дури концепт што ќе се работи. И јас само лежам и си викам не можам, сакам да одмарам. Океј, и тоа, и стварно треба кога тоа што ти бара организмот во моментот, треба да го испочитуваш, затоа што и не е само да се акаш, а стварно кога ќе се свртиш наназад, кога ќе видиш толку многу години поминале, па ја мислам дека ја вчера да беше кога почнав. И многу брзо ми поминали и се уште ме држи таа енергија и се уште ми е силна желбата за да го работам тоа што работам и се додека е така, не се даваме. Како да ваѓа? Абе како да ваѓа, никакви да му прават тоа што го прават, нечу ми да разговарам не се нервирај, не се нервирај. Кој да не се нервирај? Чекај, само што почнаме да крајот да биде, почекај малце. Натка, молам. Го спомнаме 25 години, ете, пак ќе кажем, why not едно одбележување на јубилејот. Освен тоа, друго нешто за напред. Ќе почнеме ние од крајот. Од крајот, па на почеткот, па срединта и некој ќе стигне како сакате, ќе направиме заплет и расплет, се ќе среќа. Квентин Тарантино и веде каст. Ови така знаат да ги испреметкат, нели? Квентин Тарантино ми е умилен. Во моментов е па тоа што ти кажам, спремаме репертоарче, иде лето, сакаме да смениме се репертоар, се уште мислиме дека има и зимски песни, летни песни, така е, затоа што Јорго Вали не можеш да пееш сред лето на плажа. Не иде. Едноставно не лепе. Се пее Дейвид Гета, се пее Калвин Харис. Зимај, абе не бива да. Не. Нема ти иде ти ја нарачува, ама не как да му објасниш дека не лепе сега таа песна. Моја белто е песок, не е снег. Тоа зима. На плажа си, да. Ете така, тоа сакаме да го спремаме сега да смениме репертоарче, нешто да убациме ново.
пусто не можеме да најдеме салам песни од новите, се нешто ни е чудно и не е баш изводливо за лайв, меѓутоа со оглед на тоа што ја и Столе сме комбинација на диџејска варијанта со лайв инструмент и вокал, можеме да го сработиме, многу е тешко, не е лесно воопшто пеењето на материца, ја па мислам дека сум единствената у држава што остана да пее така. Тоа ти е, знаеш како, тоа е студиско пеење. Да влегуваш у студио и 2 сата, нема кај да земиш ти издив, воздух, нема време на пејачка да се напиеш, така да нешто потешко од тоа не постои. И кој ќе рече да ме као, на матрици, дојди пеј, па ќе видиш, знаеш колку пејачки се проба и се откажа, затоа што со бенд му е полесно, затоа што гитарче што ќе позавозе малку, нека минутка, ќе се поодморе вокалот, што позапеат и други. Хајде себе и вие. Аба тоа ја и сега го викам, ама треба да знаеш точно, треба да знаеш точно кај да го кажеш. Оти нема време. Ти не може полна концерт да го исплускаш, а публиката да го испее. Така. А може, го прават. Го прават, мале некој ќе мене у публика. Така ли? Рече, ајде вие, па како ја почнувам да пеам, па одно викаш, не, добро, ја презимам. Ти продолжам јас. Шом си толку гласен. Тоа е значи имаш моќен лош сум. Јас многу ја помагам македонската музика со тоа што не пеам. Така ли? Кешки. Ја мислам следна улога да подадам со пеење малку. Пошто снимате често комедија, една комедија, видам да. А држи ли вода во? Полно од вие пеаци сега што пеат на естрадата да се кажа тебе, че цвета естрадата. Сега е лесно со технологијата. Сега и него ќе го направиме. Знаеш каков пеач? Славејче. Шо збориш? Славејче. Ќе те уклучиме на AI на програм, што и ќе исправе, знаеш како ќе ти исправе, ќе те направи. Ми кажа Натка дека сега моментално немаме Лена пеачка и била некоја AI пеачка. Да. Да, и многу згодна била, многу убава и сега ќе ми ја даде мене ја да ја заследам. Ја па за друго час да следувам, она за музиката. Ама нема цела, вака до тука е снимана само. Не ја заследувам тогаш. На Томи Џери до тука и до тука и портрете до тука е снимана, ама стварно женичката многу си пее. Не, смејата настрана, фолклорот кај нас, јас сум играорец. 3 оркестри. Ја бев играорка, 5 години. Да, у Ватша. Ја од Кавадарци Ватша одам. Домна култура Ватша. Да, тоа знаеш што беше, да. Не памтам ни земаа по 100 денара, че носеле негде у Бугарија да играеме и ни 100 денара, ни Бугарија се виде. Не ли падна сумљиво за 100 денара у Бугарија? Ама сега тоа беше пред 30 години. Моите патот беше 600 тогаш. Да, може. Кои се што планирале да носат до душа, ама не знам за 100 денара. Многу деца беме. И така. Иначе 3 оркестри смениме у играорната. Сите 3 ми забранија да пеам. Така ли? Да. Па ти играеш, шо мајка бараш да пееш? Ама јас, ама има и песни. И сега како ќе почнеме да пееме? Тептера. Ама се крием. Се скрием позади некој од девојчињата и ќе почнам да пеам. Ам ќе те слуша, ќе те препознае дека си ти. Ме бара, каде ми, од кај го слуша? Сара кај мене, черката така ми прави мене. Ајде тато да слушаме да играеме тато, и она многу сака да играе, че пуштам јас музика. И Натка знае дека ја ќе видам микрофони ома пеам. И ме понесува и ќе почнам да пеам, јас тато не пеј. Продолжи да играеш. Добро, тати. Така на свирки река си. Му даваш ли на некој микрофон да пее? Тогаш сум многу лоша. Тие што ме знаат дека не го давам микрофонот. Знаеш од која причина не го дам? Прво затоа што ми е нов и многу е убав и скап. Ми е страх да не упадне на некој, оти многу малку фали да се оштета, сепак е осетлива работа. А од друга страна, зошто не давам? Затоа што таман сум крнала атмосферата и тогаш ќе дојде некој да сака да пее. И кога ќе дојде да пее, ќе падне атмосферата, не знаеш как ќе испее. Не знаеш. Си има десено да ми изненаде некој, ама 90% ми изненадиле у негативна наредна свирка. Смисла. Ќе дојдеме, ќе пробаме таму нешто. Да дојдеш, а ја ќе застанам и ќе се потам како оние у студиото да те наместам на миксерта. Ќе извежбам бар една песна. Една песна. Ниче се договориме, ќе ги изненадиме гостите. Некако барем да звучи така. Може за Фајронт. А ти од кај знаеш дека си толку лош? Треба ја те слушам за да ти кажам. И у Србија беме на семинар, една професорка проба да ме учи да пее, ме учеше и на диафрагма како да пеам. Боксовика ми заудара у стомакот, значи јас цел живот сам лука, ја не научи на диафрагма да пеам, а не па ти. Не, она пробаше. Ќе те научам и четвртиот ден се поздравиме и ми вика не се трудиш, не е до мене, не се трудиш. Се најубаво у животот. Си идеме по патата, слушам како ме распева. И го слушам мимо, леле.
Викам, че нема кој ја да по колото одржам. така исто кога одбе за насвирки, сега се осеќам дека не можам, знаеш, нешто не ти е распеан гласот или нешто, не ти е едноставно изморен. И кога ќе почнам да брмчам околото. И столе, еве, почна се распева. Нек ти си мине негде на полупат. Ритуал имаш ли некој така пред свирка? Би треба да имам, ама немам. Веќе знаеш како, Не се стига. јас само сакам да чутам и да не зборувам, за да не го замарам гласот, а всушност треба да се распејуваш за да го распееш. И првите песни кои ќе ги пуштам ја тие странските Витни Хјустон, кога ќе почнам втора или трета, оди па не распеј се. Почетокот ми е газам. И полека си паѓам со интонативно со други теми. И па за да на крајот пак распалиме. Тоа исто кога ни да почнеме, разбираш, да викате директно, разбираш, или со Достоевски или со Чехов. Мора да се распејуваш, да. Ја еден период така си вежбав по дома, ама сега за сериозен театар лафам, ја и он играеме у несериозни представи. За Ме вистински интересира театар. как ќе реагира публиката на сериозен театар, ја и тека ќе испаднем. Не знам. На вистински нема да ве театар. сватат сериозно. На Да. вистински театар. Тоа е што го слушав Бубу Каров, како кажува, викат цента што ја плаќа секој, вика комичар што не те сваќат сериозно, Не те вика сваќат, после тоа и шо и да му кажеш, он мисли дека ти се зафркаваш и Добар, тебе ти чуре главата, не знаеш кај да фаниш, мака си бе, како ви текнуе да ви јала. И си оде, он ти си остануваш и тоа е тоа. Тоа е проклетството на секоја една таква наша професија и не е за кај Да, да отиде, да. запеј нешто. Не дека тоа они го прават, нели, Не, многу сакат, свесно, да. ама не знаат дека нејзи е, нели, некогаш прес дошла да си одмори негде на некоја слава или не знам. Скоро ми се случи на два пати, имав слободни денови и бев низ наши локали, са свирки, знаеш, журка. И Че да запикасат. моите, ај сега запеј ушти не запеа, ај сега запеј, една, само една. Они вријат рок, Не, јас едната, таа една, за да се уклопам у тие концепт, треба да е AC/DC или Guns N' Roses. Оди па запеј ги така, тоа треба да се распееш. А од друга страна не е страшно една песна, че се издржа. Работата е што ја имам сосема друга подешавка на микрофонот и на еквилайзер, Јасно, на миксета, јасно, каде јасно, што јас доминирам кога јас сум на настап и тоа сето ми е мене, се знае точно јас како треба да се наместам. Да, многу техничари ни се лутат. Не, шо е ова, многу попуштено. Нема гајле ти столе му вика наче така пее, поинаку не пее. Оти јас знам да речем не пеам. Ако не се наместам јас како што сакам и ако не е озвучењето како што треба, ја не пеам. Ама не. И од старт сум многу строга, ама ако не се бориш за твоето, како иначе ќе го даш тоа? Тоа не е Јасно. строго. И на крајот на денот, знаеш кој е крив после? Пеачката. Леле, како звучеа, а они не знаат дека ни маки мачиме дека тоа звучење некој сосема пети човек ни го донесил и дека не е така едноставно интонација, пеам машки, ама ги пеам горе високо затоа што сум женски вокал, ниски ми се иначе оригиналите. И така натаму и он ти вика ај сега една песна. Не е така една песна, јас ќе ја испеам порано на суво, а капела ќе ја испеам отколку да се сукиниш гласот и утре друг ден имаш работа. Па така и што треба да се да одговориш и некој те плаќа за тоа, не смееш да забушаваш. Дај Или се денка вака сега со гитара, многу ретко пеам. Речи ама се и че не пеам. треба да пееш бе, човек. Нечу да се го трошам гласот. И онака ми е оштетен после Затоа што години. знанието твој, наш, зависи од гласот. Да, Ако јас вечерта нешто заемам работа, а утре имам представи, што правиме после? Ништо, готово, пиши 300 пропало. лужи што дошле да ме гледат, му е гајле што ја претходно вечер некој ме натерал, не знам, вицеви да кажувам или да пеам или... Да. Не му е гајле. Така е. Зборот ми беше, има ли некои локали или места ли кои што ви се фиксни со столе, например? Да. Долгогодишна соработка. Има и многу. например, тоа ви е више за окружено и таму обавезно имате. Па пак се договараме на секои 3 месеци, обновуваме договор секој договори, има, да, однапред за да си... Долгогодишни сакам да кажам. Имам. Со во Охрид работиме веќе 15 години, со еден локал. Куманово работиме веќе 10 години, од самиот почеток на локалот како се отвори. Има. Кавадарци еве си работиме. Прилеп, имате нешто. Прилеп имам. У сите градишта имаме. Само работава е што се менуват некош и газди, се затворија многу локали, знаеш со короната имашам некои проблеми кои што пак ќе кажам локали кои што сум пеела пред 20-25 години, кога ќе видиш сега или бутик го отвори или пицерија или газата скроз се смениле. Не заборавај, кладилница, казина, тоа виќе да, управо си, да. А кај најмногу уживаш да пееш?
Кавадарци или настрана? Кавадарци уживам кога беа. Кавадарци мислам дека се давам 300% и така ми е чеф и стално имаме многу публика и стално имаме таква енергична публика која што многу не поддржува и пее едногласно со нас. Јас уживам у Кавадарци, дефинитивно е незаменливо. И сите други градишта каде што настапуваме, ме радува прво фактот дека имаме толку публика, дека се уште сака да не слуша, дека не сме застарени, дека не сме, значи ги пратиме и новите трендови, им правиме да му е интересно и нив, да слушнат нешто ново, поразлично, да научат и некои нови песни кои што не ги слушале, ми се има случувано или после настап. Ја бе, од кај, која беше оваа песна? Многу интересна песна. Песната е популарна, можеби, ама не допрела до слушателот, или не слушнале уживо верзијата. Да, па и ни правиме. Да, ни правиме и други верзии, дефинитивно. Да, плюс мораме да го спомнеме пак аранжмански, тука е виќе гениот за таа работа Столе. Да. Столе кај што знае да сериозно, што викам, може и не толку слушана песна, ама Столе кај ќе изработи и кога Ната ќе испее, песната ќе му направи популарна човекот. Ама правиме, знаеш колку песни вратиме, многу песни вратиме. Јас у животот не сум пеела, на пример, Чолеч, искрено и него ни обожавав нешто посебно. И ја бев за фокусирана само на рокот, поп рокот, јас сум поп вокал, може и не сум рок вокал, ама толку многу си го сакам поп рокот. Арно, ама како се сменија генерациите, како се менуваат времињата, гледаш дека за жал тој не мине. И почнуваш да правиш малку по-комерцијална музика. Односно, репродукција, ајде се, конкретно за свирките ќе зборувам. Авторски исто. Мешаме стилови, правиме на песни кои што внатре има и поп, и рок, и трап, и дабстеп, и латино, и се сакаме да има. Да, сакам се да има, да. Еве сега баш не ти го одговорив уште на почетокот прашањето што спремаме сега. Има една песна која што ни е скроз готова, ќе биде на српски. Реално затоа што многу ми легна како таква и знам дека не знам искрено и дали ќе го бркам пазарот, меѓутоа ако природно и спонтано сама си влезе. Пазарот да ти брка тебе. Ако почне да ме брка тоа. Се најдем ки домот на културата, ја од центар. На постојката. Така. И сакам да кажам дека сум секогаш расположена за различно, за нешто ново, да ми биде мене предизвик, да не биде интересно со Столе, кога седиме, кога работиме од со Столе, добри 3 месеци седиме и работиме у студио на една тема, например на една песна, што некојаш можеби е и многу, некојаш е и малку, секогаш има нешто ново, поразлично, нешто ќе ти легне, па нешто друго се слушаш, си викаш, чеки сега ова да го пробаме. Така да мен ми се случува една песна да ја препеам моја авторска и добри 15 пати, а Столе да направи 300 микса. 300 верзии, и секој са бајли, прво што станувам на телефонот, гледам мејлот или виберот, дали има да проверам некој нов микс. И сега скоро, баш како ја заврши оваа последната, и само викам стој, со извичник му викам не чепкај ништо, тука сме, многу блиску сме. Не, многу блиску сме до тоа. И некој вака од страна што ете да речеме нормално не ја разбира таа работа. Како сега тоа ти знаеш дека сега е готова? И Столе се смееше, рече дотка Наташа не ми рече стој тамане завршена е работа, не чепкај ништо, тогаш знам дека имаме виќе нешто. А ја поти музички сум необразована, односно одев на музичко, ама не знам акорди и такви работи. И само по секундите ја пуштам песната и Столе, на таа и таа секунда има нешто, тинг ми прави, викам, де види го шо е тоа, оти ми смета. Вика, како се разбирате? Така, смешно е. Интересно е и многу е убаво. Јас знам дека таа соработка од 25 години твоја. Па ние сме и со Столе поише од 15 години. Тоа баш за тоа викам, да. Баш за тоа викам и тоа е многу реткост, една екипа у вашиот стил, у вашиот случај да се задржи така. Ама јас бидејќи нели убаво стоам и со Столе, те познавам тебе и знам дека и он со таа негова енергија со која што работи и ти со твојата енергија и тука мислиме дека не може да нема да неизбежен е успехот, да. И искам да ви кажам браво, едно големо браво и за двајцата и мислам дека на натаму ќе се тера онака со се додека можеме, се додека многу е пак си ја знаеш работа. Да. Пат се вратам, не си ги заборава и јубилеите за тоа што друг нема да ти ги истера. Да. Да, не за како да кажам, за да си го егото да си го исполниш, туку повеќе. Не, воопшто не. Не, сакам да ти кажам, нели,
затоа што кај не сум чеште, сега 25 години е добар да 20. Не е така. Да, ама не е затоа така. Затоа што 25 години успех да се задржиш на врвот на ваква работа што ја работиш е за мене пак ќе го спомнам. Особено во некои вакви времења турбулентни кај што идат сега, и кај што се преметка секој ден излева нешто ново. Многу е тешко да се сега спомна колку влијае на музиката у денешно време. Па многу влијае, да ти кажам. Од една страна, ако се користи со добри цели, у смисла да учиме од него или да ни помага за да направиме нешто подобро, е топ. Значи јас сум за тоа да се работи, да се користи како алатка, да. Али ако се додека се злоупотребува, ги имате и такви, че не знаете ни што е реално, па гледат по социјалните мрежи. Јас себе се запрепастив и умилена пејачка ми и песните кажат и ај лик што ептен бев убедена дека постои ликот, што многу бе бендисал, што многу добро сработено. Али сепак тоа е компјутер, тоа е машина. Како што може природна гласна жица, орган да произведе, машината ќе го направи совршено, ама па таму нема душа. Па и многу е битно да има душа. Нели, секоја песна што ја правиме и репродукцијата што ја пееме на настапи треба да му даиш таква жичка. Ако е весела, да се смееш, ако е тажна, па да те натера и да се наежиш и да се расплачеш на крај крај. Како избираш песните? Тебе што ти лежи или публиката што бара? Авторските или ви репродукцијата што ги пеам на... авторските правим, па после и за тие за репродукција. Авторските Столе прави едно 10, 15, 20 песни и ми презентира и јас на која ќе трзнам, која ќе ме бендиса, таа си ја тргаме настрана. И после и од тие неколку правиме уште потесна селекција. Сега нормално влијанието е многу големо и од негова страна врз мене, заради тоа што стварно многу прате човекот музика и за негови години, да ти кажам искрено, многу поише знае и од вие младите што слуша сега. Тоа што прате многу светска сцена, прате и наша балканска. Порано реперни беа странските песни, знаеш, да звучиме по-странски. И до души до ден денеска уште така звучиме, не знам, тоа ни е изгледа унатре у крвта и он со таква музика растел и тоа свирал на настапи, исто и ја. Арно, ама сега во последно време гледаме да можеби ќе треба малце поише и балкански да се ориентираме. Не у смисла да бидат ориентални теми, можеби треба да се вметне нешто. Јас уште сум тука таа што коче и што него сака тој призвук толку многу, а народна наша изворна па обожавам ја пеам и уживам кога слушам и кога пеам. Многу е битно да ти легне и сепак пак ќе го спомнам него, е човекот кој што пошто е инструменталист, знае точно кој ми е распонот на гласот и знае точно до каде звучам најдобро, кој ми се оваквото како ми се движе гласот низ тоновите и така натаму низ скалите. И он точно знае одма воа скока таму, ти можеш воа да го испееш или тоа не можеш или знаеш, да не е ни премногу ниска, да не е ни премногу... Да ми ја најде, да направиме еден добар баланс. И тука заедно се консултираме, што до душа има многу песни што ми ги предложил, па мене не ми легнале, едноставно нешто не ми се свиѓа у песна, не знам ја да објаснам што е тоа, што не ми се свиѓа, ама има нешто не те чепка. Тие зборат што викаме, не ми легна и тоа е. Така, многу едноставно. И сега во оваа се пронајдов, имаме и уште една, па нешто имаме покана за на фестивал, па треба и за таму нешто да спремаме, тоа се плановите за виднина и евентуално ви е јубилејот до Нова година да го завршиме. Тоа ја ќе напињам за тоа, нема идеја. Не е лошо, јас мене ми треба човекот со стап позад мене. Значи тоа разбера човечето, па и сите кога ќе напнат да видиш ти. Треба. Ќе почнеш и година за година да си славиш и 26 Може. Мора ми како матурски си славиме 15 години 15, што си завршил средна школа. Во е 100 пати поја. Секој веде кас ќе го починеме со тоа. Докај си. Мислимо. Така да ќе направиме тука една мала пауза. Ако може, Блаже, ако може, дали е изводливо додека трае таа пауза да го изгледаме ни вчерашното пранче скриена камера што ја направиме на Наташа. Ако може, Арно, ако не може, пак Арно. Си го знаеме. Ако не, ќе направиме само една кратка пауза, а после тоа ќе продолжиме со вториот дел од муабетот. И тоа е тоа. Нате, 25 години јубилеј. Иде. Одма ме. Идеме на пауза.
така лепото, туку зборот ми беше, знаеш зашто барав? Едно пријателче мое од Димирка Пијае, ама живее у Германија. Со жена му и сега ми се јавува некој ми вика, со начаже Малинко, како стоиш? Ја кажам, живеам, зошто што не работа? Вика, порачаме, вика, пред 3-4 месеца, вика, не знам, некоја гарнитура или не знам шо. И као демек, вика, уште нешто, вика, не тегават, не... Ја мора да не... Ки кого му, вика, порача, вика, мислам, вика, дека сопругот, вика, чијто, вика, беше. Чијто, вика, дека беше, вика, отиде, вика, замолија, вика, вика, реч му на чијто, вика, дај да се сечава. Петар, де ја му се да Кико. Петар, как само му беше презимето, од Димирка Пијае, така да му бил и запишен, Петар од Димирка Пијае. И сега ми вика, не ми креват на слушалка, нешто, ја мора да си јавнаш му вика, човек. Шанси нема му вика, тоа, за некој друг му викам да ми кажувиш, му викам, пеки му викам, мама. Нема шанс. Тоа ми е работа мене да ма работа. Да. И ми вика сега, вика, че си идам, вика, за мајот, вика, и сакам, вика, да се спремам, вика, таму да се... Адријана, Стоева, Сузана, Ванчо, Коцев. А ти од Димирка Пијае немаш ништо поима дека нешто. Ангел Данов, Божин Пешич, Тетка Весна. Иванова. Јака, ма кој беше, му викам, како средуваш ти тоа, вика, сопругот, вика, неизим беше. Кога го взел? Пред 3-4 месеца. Не, пред 3-4 месеца, да. Тука бил негде околу Нова година, од Германија си дошле. А вие да не бе со вашо работеше у Блу келнерката? Имат маса за мене, кои на земаат кај нас тиден се? Ами не знам, ми вика уште нешто, вика, таму, вика, требеше, вика, да се взима, да се порача, вика. Не. Неделков? Петар? Да. Ами можно е да. Ево го, годни дома. Чеј да видим дали ќе. 21. Петар Неделков, не готино. Него ми добро, може и таму да ја запишем, ако има некои станови готино. А го... Тросет Честер, 2 броја има. Знаеш, само викам, мен ме ставаш, му викам, незгодна ситуација, му викам да го ебам. Обилјајкам, јас сум близу со натка, ама... Се замарете, ма на работа, дај, да завршиме работа. Де на Кико јај му се, пушти ми го на спикер да го прашам. Ам чирто е горе, сега се качи да руча. Ема да пушти го на ватка, ќе му кажам јас. Петар Неделков не готово. Да. Кико! Куцевски! Пред дома, опа Петар Неделков, брат. Ја не знам кој. И ја викам, сигурно е тие. Ама викам, вие од Неготино, ама тие... А ти викам, изгледа има стану Неготино. А тие му вика од Димирка. А иначе... Ама гледај. Чекай се малко, морам да се консултирам. А ти не испратници ги извади. Свика швиди бела се, ала. Не, испорачено пише. И ефтен за погода. А иначе и Кико беше, уште нека го пазариме и него, го врбуваме. 100 евро. Да, стопче. Испати свако едина. Јас нема шанс. Ще се išla, шуе се, ај, он е добар, заборави. Ама, ама брзо се предаваш, може ли никаде ми има кажано? Вика, ако било петок, викам, Сигурно заборавам, не може да памтам. Така некако беше тие пранк скриена камера, кој што за жал дели оти сефтен не е досниман, а реакцијата на Натча не е снимана. Уште се учиме. Да, уште се учиме. Да, реакцијата и беше супер, на крајот ти викам, ти би прифанала ли викам да бидиш прва гостинка на ВДКаст. Би прифанала како не оти викам, ни гостите ги каниме на малце неконвенционален начин, малце почуден, со скриена камера со пранк и ги вадам на очи. Ајде ти викам, ти моментално викам сега беше на скриена камера беше. Па дојде и Чирто да каже дека он беше дел од дека хонорарно ви завршил работа од организацијата.
Ама ме бендисен. Добро беше. Строго професионално. Нема шанси. Нема шанси. Нема Се е тука, се е. Сите фиоки ќе ги истресиме ако треба, тоа 3 месеци не се случило. Не може да се случи. Сакаме се како да биде пранкот со тебе, што да биде, дали да биде поврзано со музиката, дали да биде Ето, поврзано ако со било музиката. со музиката, тоа ќе беше. Сакаме едно време да те тераме и да пееш унатре гарнитура за рок музика. Која гарнитура за рок музика? Па рок да испееш, вамо нешто турбо, ама па ќе не се теше валјда ако беме двајцата, ќе не се теше сигурно. Да, со Секој ќе не се теше. Сигурно ќе не се Тоа теше. негде да ми истрчиш, да ме однесеш, да ми речеш таму имаш настап и толку сат мораш да си таму и да ме викнеш у кинто. Имаме еден евент, мораш да дојдеш и јас Да молим те да спаси. дојдам из до терана, изнашминкана. И излеваш на сцена спуштена завеста. Мори и да почнам да пеам. И празна. На 15 минути празна сала. Од позад сцена да почнеш да пееш и да излезеш со песна. Празна сала. Не празна, че викаш сторица, че плускаме таму. Да ми истрчиш скроз, да ми истрчиш да одам негде. Или па да снимаме дует. Тоа да и речи со Видан да снимаш дует. Да ме слушне како звучам. Па убаво че звучите покриво. Ти реко че те наштима машинта, че те наштима иđe неско. Че те покриво и да видиш Же Бадев. Че треба најскапта алатка да. Може па те бива за рапување, може не за пење, за рапување. Таму да рецитираш треба. Тоа да бива. Ја и гитара си купи, да ти кажам. Това, ама ти ептен си се навлекол. Да, ама на друга страна иđe тарабуха. Ја бев присутен на првиот. Ја бев присутен на првиот негов час за гитара. Така ли? Да, и тие Даскал му вика фала на првиот час. Омолен че фала. Закачи се над зидот. Закачи се над зидот. Тоа е убаво така се уклопе у амбиентот. И мене како мала ми купија гитара и тоа дедо ми од Германија дури ја донесе. Јас кога седев гледав телевизија и викам ја на вакво сакам да свирам. Мало дете. Прво одлење, кој знае колку бев. И ме запишаа една музичка, ама ни гитара, ни клавир, флейта ме запишаа и некој не ми беше по чејф и не го заврши за една година. А таа гитарата до последно стоеше горе у најлон замотана у спалната у регалот на мама. И стално, знаеш ми кажеш, сега јас ва карам и викам, како ма така ти не смија да вала гитарата? Да не сте ја чепнале, ке ја искршите, ке ја уништите. И јас не ја чепкав пусто, ама кога не беа дома, кога беа на работа и јас се качам горе. И ја извадам од најлон, после ја замотам исто кај што замотала она, за да не ме осетат. Ама што кога ќе извадиш? И краум, ништо. И не научи да свирам со одлепија, жиците се одлепија од. Ти убаво кажа камала, ја на староси. А може сега како да кажам, почнем му седнеш и ќе го научиш. Никаде, деца, знаеш како. Салам учител да те буца само. Ајде, ама бејуш гитара ми фали. Не бе како гитара, Гитара се уче, машко гитара да свире у средна школа, така да се врткат околу тебе девојчиња, да си шемичка. Па добро. Как се вика, но сега вака носат. Фраерче, типче, и одат на паркот. Антонио Бандерас. Да. Порно ние имаме не слушалка вак, сега Вука вак слушалка. Што плакав да ми купат Вокмен, беше Вокмен. Вокмен, да. Нема пари Вокмен да ми купат. Мене ми купија Вокмен и как сите дома. Немаме таму касета да го правим, да го пробаме и расипан. После и CD имаше и излезе. Со CD, мене со CD ми купи. Од Грција. Тоа настаро некој ми го даде мене. Јас как се вика ние лентите на касетата, сета вако ми го направите. И се некоја може до касетата, става втора касета, па таква. Ништо. Тато ми вика немаш среќа. Ами ми го купија, не знам дали од Грција или од убав микрофон, црвен. Овој Вокмен, црвен вака. Туку зборот ми дај нешто да си полафиме за македонската музичка сцена. Работа која што нели јас пратам редовно и која што искрено ти кажам од ден на ден е се помала, од ден на ден е се потанка, од ден на ден е, ајде да не речем, понеквалитетна. Морам да те прашам за твое мислење, дали сметаш дека ваквиот исход за нашата македонска, особено поп музика, и рок, поп рок, е влијанието на музиката од околните наши држави, музиката, или е повеќе немањена креативност,
страв да направиш собствена песна? Добро прашање. Па од се по нешто. Валјда да, и се тоа из миксови се. Да, почнаа да се бројат на прсти и артисти, меѓутоа и автори. Немаме автори. Реално немаме автори. Значи, има можеби дечки кои што се талентирани, кои што имат инспирации, кои што може да дадат некаква идеја и креативност. Арно, ама па и за тоа треба да се, ако хронолошки ви раскажам се што треба да се направи и колку треба да се вложи за да стигнеш ти до тој производ, да снимаш и спот, да ти има по телевизор и на телевизија и да ти има по радија, е многу долг пат. Значи, од старт, прво треба добра квалитетна идеја. Од тука треба после финанси да се снима тоа у студио, треба професионално студио, треба да знаеш со кој работиш, значи тој продуцент, ајде ќе кажам што го има студиото, треба точно да знаеш што прави. Треба да после тоа треба ајде тоа пеење, вокали, пратечки и така надаму, после тоа треба добар микс и мастеринг, па одиш со снимање на видео за тоа да биде нели и да го имаш и по социјалните мрежи нели нормално за да се види што си направил и да се слушне и после дистрибуција по и телевизија и по радио. Ние немаме емисии, прво за каде тоа да го правиме и да го промовираме. Ние немаме емисии едноставно. Тие се 3-4 емисии. Баш като што нема инспирација и од тука фактички ради тоа се откажуваат многу млади. Среќа ми излегуваат сега вака некои млади пеачи и пеачки што се трудат, сака да направат нешто ново, нормално, тоа се тие генерации, ние сме сосема друга генерација, ние сме old school, они се Gen Z генерации, така да они користат и жаргони и во пеењето, виќе не користат класичен литературен македонски јазик, додека јас тука уште се тепам поборник сум за тоа да биде од пеано и со точна дикција и правилно изговорено македонски, да. Значи, сакам да ти кажам, музиката нема граници. Јас ги почитувам, ако прават и нешто ново и попримале, да речеме, од север и од ваму и од таму, меѓутоа, се додека се трудат и прават нешто, тоа е окей. Лошо е што многу мои колеги од нашето време, кога ни почнуваме, тоа е пред 25 години, 30, кога беше експанзија, македонската музика доживеа најголема експанзија. Да, го живееш у тие период. Да, тоа беа и почетоците до душа, нели? Македонија е самостојна држава 30 години, од тогаш навака, ајде ќе кажеме. Многу мои колеги од тоа време веќе нигде ги нема, воопшто не се ни занимаваат со музика. Или пак ги снемало, или се преселиле надвор од држава, или се разочарале во тој момент, вајда во таа некоја транзиција кога се случуваше на македонската музика со помодерното, со други битови, со сосема други стилови. Пак ќе кажам, значи барам многу упорност и истреност оваа работа. Значи нема откажување, ама не е лесно. Мала ли голема ли препрека на горнинка и одма да. И затоа и немаме толку многу, за жал и многу други работи ни се случија, ни замина од овој свет и многу добри, на вистина квалитетни, вистински музичари кои што одлично го правеат тоа, вистински професионалци. И друго што да кажам. Мораме да спомнеме и една работа која што исто така, нели, ги знае да праве хитови и промоции. Ако стварно имаш добра песна, тоа се фестивалите кои што, нели, за жал и тие ги немаме веќе. И ги немаме и тие што ги имаме стануваат се понеквалитетни, стануваат, нели, се повеќе на тоа кој поскапа песна направил, а не кој поубава песна или кој поквалитетна песна. Например, еден скопски фестивал, еден Макфест на времето, Макфест беше поим за хитови, разсадник за хитови. Скоро сите евергрини. Да, ама треба да се, сепак треба да ги пратиме новите трендови, новото време, треба да учиме од подобрите, да речеме од јас го кажав тоа дека ни секојаш репер зиеме странска песна, некоја од запад, за која што песна стварно се работи многу голем тим, се работи со стварно многу скапа со време на напредна технологија. Се наоѓаат песни кои што стварно може да те инспирираат и да бидат. Да, и тоа е така.
Али овоа тука што се случува кај нас, што сите песни се џоа јајца на јајца, ајде да се изразам, значи сите ми се исти, то тумпа па тумпа, тој некој момбатрон што е измешан со етно елементи, а че ги спомниме пријателите од север, што ни го презентират. Мене, например, тоа ниту ми лежа, ниту сакам да го слушам, ниту можеби за младите е тренд и е окей, а и дефинитивно е мејнстрим, затоа што веќе кога дојде ред по дискотеки да се слушат таква музика и такви пејачи да викат, што останало на другите места. Мислам. Како да кажам, многу му е полесно да продукциски превземат нешто и да го вметнат на некоја наша телевизија да оде како дел од програмата на таа телевизија, отколку да направат собствена продукција. Ја мислам дека исто и станува збори за фестивалите. Фестивалите, ја мислам дека ако некој сега, ако ништо друго, ако државата застане малце пожестоко на еден фестивал, државата треба да даде многу голема поддршка на целата култура у Македонија, не само тоа. Друго фолк фестивал, ништо повеќе, два, и да ги направи како национални, и да звучат онака како што треба, и сега на краишта, па и нека се даде некоја сатисфакција за најдобра песна. Треба, како што си беше порано, да. Ја не викам да ти, за да си направиш убава песна, тебе не ти треба Макфест да ти даде 10.000 евра, бе, човек. Него ти си ја правиш таа песна пред се за себе и после тоа да сакаш, кога ќе отидеш на пример у кафич, колку убаво би се чувствувала, кога гледаш дека 80% од луѓето ти ја пеат песната, нема поубаво нешто. Не мора да значи како ти победе песната дека таа ќе биде најдобра. Ама сепак, ако државата или не знам сега некои спонзорства, јаки ако се најдат и да се застане цврсто само на два фестивала, кај што ќе се изфрлат барем 2-30 забавни, односно поп рок хитови и 2-30 фолк хитови на годишно, ја мислам дека тоа е за една мала држава кај нас сосема солидна бројка. Да, и многу мал пазар сме и тие се градиштата. Еве ја настапувам сегден из Македонија, многу мал пазар сме. Србите имат многу поголем пазар. Каде е диаспората нивна, каде е цела Србија, каде влегува и у Македонија и така натаму, Бугарија, каде не одат. Многу голем пазар. А од друга страна, тоа што сакав да се надоврзам со моментот за спонзори и за да се направат, да, тоа е точно, меѓутоа ако ми веруваш дека и спонзорите мислам дека кренаа раци од вие најште организатори, затоа што кај нас сите сакат да пикнат поише од џепот отколку да се вложи во нешто да биде квалитетно и добро. Дај да направиме нешто што има туа за мене. Тоа е нас порано бе на емисии кога не викаа ни плаќаа хонорар за да дојдеме на емисија. Така. За да му пополнам некаде, се нормално дека ти плаќаш. Прво плаќаш со патните трошкови, јас за да се дотерам, да се средам, да се појавам на некаде и да изгледам така како што треба да изгледам, испод 100 евра не си, ако не и поише. Сега збориме минимум. Јасно. Правиме ако да не правиме муабет па за на фестивали, значи младиви и си ги плаќат песните и башка тоа што вложуваат и во сценски и во се. Тоа е салама инвестиција. Порано Макфест плаќаше за на авторите за песните, можеби не бил некој не знам каков хонорар, ама сега уште ако сакаш да учествуваш посебно за дебитантите треба да си платиш. А се слагаме ли дека светски тренд е тоа дека се послаба и послаба е музиката? Да. За квалитет. Да. Е прежеска нели ако пред да ги вклучиме камерите, кажаме дека не може бе ти човече песна Греми да добие и да не трае ни една година од воа Греми до наредното Греми да не ти стане како хит. Мислам, тоа за мене е нонсенс, бара. Да, има многу песни што не земале награда, а останале хитови. Да, обратно. Така за мене наградата не е мерило дека песната е добра или дека за жал за тоа што сум имала искуство сите вие години како се правеле местенки. Значи се купуваа на времето на скопски картички за да се гласа и после неколку години разбирам јас што се случило, а песната е конкретно сега ќе ти кажам за кој настап станува збор за Грешка. Грешка до ден денеска најслушана песна од Скопски фестивал.
Нормално. Значи кај да испеам грешка, нема кој не ја знае и нема кој не ја пее. Значи тоа беше наша авторска песна каде што бевме цел тим од кавадарци со Ана Балова и така натаму, значи имаме и сценски настап. Песната беше буквално се издвои од сите песни на фестивалот. Замина сосема друга песна. Зошто? Затоа што таму се споделувале картички. Следна година или пост 2 години како беше пак на Скопски фестивал ми се случува да ми исклучат да не влезем у финале. Зошто? За да после неколку тоа е со север и југ, за да после неколку години дознавам од колега мој дека сум била намерно отстранета затоа што сум била најголема конкуренција. И што сакаш поиш? Не, и изборот ми беше да сакаш да одиш пак на фестивал. Па знаеш дека неколку години не сакав да погледнам тие фестивали, па ми се створи апатија ради тие таквите игри, што јас ете исто Олег колегата не знаеме да ги играеме, едноставно си одиш искрено, природно, како му се ако му се свиѓа, ако му се свиѓа, окей, ако не му се свиѓа, али тие игрите тоа ме ваде од так до ден денеска, не ги можам и. И на крајот на краиштата нели пак се вратиме на тоа дека ако што кажа ти не сум взела никаква награда, па ми е најслушана песна и пак се вратиме на тоа и кога одам на настап на свирка, у дискотека ли и кога ќе видиш дека таа песна ти ја пее. Нема поголема награда од тоа. Не победи на нели. Може би да види универзумот си го наместува. Универзумот победник има да дено нешто. Она 500 картички дадени, 300, она 500 има да дено. Универзумот сам ти ги места работите и јас да ти кажам многу верувам у тоа и така и си за тоа и така спонтано, полека, природно си ги движиме работите. Мислам не се брзаме никаде. Пак на муабетот че испеам песна и че снимам песна само ако мене ми легне, ако мене ми се свиѓа, ако јас можам да ја донесам со таква интерпретација за да допрам поише полесно и поблиску до вас, како публика или како слушатели и се останато, а не дека не сме имале награди. Па ја и Столе беме првите што ги земаме 2017 2018 радискиот фестивал, го памтите? Земаме нели сите радија, гласат од нигде никаде, тоа се за мене најзначајните награди за кои што ја уствари не мрднав со мал прст. Едноставно само искрено влегуваме у студио, го направиме тоа што го направиме, стануваше збор за само мој хеј мама. 2 години поред јас имам награда за највртена песна на радиски фестивал од женски артист. Фала многу и пријатно. Пазио конкуренција со цела естрада се зборува. Значи радиски фестивал. Каде што немаш едно радио, 2 радија, него таму ти е цела држава и сите гласат за тебе. Не гласам, не можам ја да ги фатам сите уредници на сите радија за да гласат. Друга награда што ми исто значајна ми е Буба Марта, али ајде таа е со багаж 2001. Следна награда ми е едно исто така позначајните на Макфест каде што зема за интерпретација награда, ништо не наместено, ништо и тука завршува се, значи нема поубаво, а најголемата награда е тоа што викаш да ти ја пеат песната на нас. Нема поубаво. И тука сме сите Знаеш сценските работници како нас, како тебе. Џабе јас че тврдам дека имам театарски хит, ако кога ќе испаднам да го дадам наклонот за нејзиното величество публиката, така. Ако мене не ми рече некој браво или да ми стане на со стоечки овации. Не сме ние тие што кажуваме дали имаме хит, нели? Сите си правиме, ти правиш представи. Обиш нели со некоја бачи би. Али да, веруваш во тоа, ама ако веруваш и тогаш ќе го добиеш аплаузот. Ама некогаш знае на пример да буквално кога го даваш првиот чекор на сцента на представата, у истиот момент знаеш дека имаш хит представа. Тоа некое необјаснливо чувство е како самиот на себе не може да си го објаснам. Како можам да го почувствувам јас тоа? Тоа се некои, не знам се, на времето кога ми беше нејасно кога го гледав Майкл Џордан у NBA и кога неговите соиграчи кажуваа вика ќе дојдеме порано у соблекувалната и го чекаме него да дојде и он кога ќе дојдеше, кога ќе го видиме него у очите, у фацта, добро ќе тепаме. Така ли? Да. Значи тут некоја и они вика и ние не знаеме да си го објасниме тоа. Исто и ја излегувам на сцена и нешто буквално
Буквално како нешто да те Интуиција, јас многу верувам во интуицијата. Јас уште од дома пред да тргнем на настап имам интуиција каква ќе биде вечерта. И никогаш не ми излажала интуицијата. До ден денеска си ја слушам. Што би рекол Жика Павлович, мој ме инсект никад не вака. Да, така. Тоа е многу битно. И со таква енергија, со таков пристап, ако му одиш и на публиката твоја и на мојта, те прифаќат енергијата. Прифаќат. Јас многу пати со Столе вака за концептите, сега како да почнем, што сакаме да менјаме и не знаеш да не биде се шаблонски истото, мада има некој концепт каде што едно у друга си влегува темите и тоа мора да се едно дако не знам акордот на оваа завршува, последниот почнува со истиот или паралелен на него и така натаму. Многу е битно да се задржат тие ударни, што ги викаме, и дефинитивно блокбастери бе. Блокбастери немаш промашај со тоа. Така е. И ни у текот на вечерта кога на таа публика ти што дошле да те слушат, му ги даваш од Тина Тарнер, Витни Хјустон, Ед Шеран од поновото време, Сија, че ја спомнам, Зас, че ги спомнам и така натаму. Па и Полис, и тие старите се да не ги White Snake и така натаму. Па му одиш со македонските исто блокбастери, дел од нив, че кажам, пошто стварно имаме убава и многу македонска музика, ама за да можеш да опфатиш една вечер од се по нешто и да запазиш поише вкусови, нели, стилови, мораш од се по нешто да му дадеш, па од кога го испеиш тој дел македонскиот блок, па да завршиш на крајот со најдобрите ексиу и балади и поп теми од ќе го спомнам и Чолич и може и Дино Мерлен. Има многу луѓе што си ги сакат без разлика колку ти си ја слушала таа музика или не, ама ако знаеш добро да му ја донесеш, луѓето и на песна што можеби не сака на радио да ја слуша, ама ти ако му ја донесеш подобро светло, може и да засака. Мен ми се случува тоа. Некогаш ако слушнам песна од некој пеач, да речеме излезени на свирка и викам биде ама добра интерпретација, че си ја засакаш и песна. Па да на крај завршиш со само на гитара и ги пееш најголемите македонски хитови од Хелена Благне до еден куп ги има, значи, и Љупка, и... Јак су расположен, временска прогноза мене ме расположува. Така. И шо повеќе да посака да слушнат. Значи, кога ќе му вратиш кога ќе му направиш една таква цела, еден таков опус на стилови, на музики, и генерацијски, и они да знаат да го прифатат тоа, да ти аплаудират и да се забавуваат на тоа, нема побаво чувство. Тоа е тоа што не тера Јуж да работи. Тоа е сега скажи, тоа е тоа што ентузијазам, желба за работа, како да е, не знам, секоја свирка прва свирка. Прва свирка, истото сакам да го кажам, Столе стално тоа знае да ми го каже, кога ќе ја видам таа жилата тука, вика и се вртам на другата страна, мислам дека ќе експлодираш готово. Тоа е како да сакаш да се докажеш. Не, тоа е преголема желба, преголем респект спрема работата и спрема луѓето што дошле да те видат. Ја до ден денеска за тоа имам уште и трема на многу настапи. Че речиш како бе, на толку свирки си направила. Не, јас се уште имам трема, ама тоа е преголем респект спрема тоа што го правиш. Без трема не правиме ништо, особено на позитивната убава. Таа трема што треба те држи концентриран, кој што не ти дава да бидеш ноншалантен, да рече, па буквално тоа. Значи спадам на сцена и цитера, па ми е гајле. Да, тоа е тоа, респектот спрема работата, да, не ти дава да бидеш ноншалантен и да се запакаш. Убаво е таа, убаво кажете, таа интуиција е. Интуицијата, желбата за работа, кога едно од најбитните работи, кога тргаш да работиш нешто, мораш да го работиш, тоа е некој непишано, и искрено, не само 100%, него ако го стартниш на самиот почеток со двоумење, ќе биде ли баа работа, нема ли да биде. Ја не викам, можеби ќе биде, ама како ќе знаеш ако не пробаш? Ама ако тргнеш со, ќе биде, па мора да биде. Зборот ми беше, оваа работа сега што работиме јас и Цимо, што акордисаме, уж не работиме акордисаме. Еви јас. Почнаме како идеја пред 4-5 години. Значи не од сега. Извини, сега можеби и малце. Првен дури почнав јас сам за некоја емисија, не подкаст, него емисија. На времето имав една емисија на КТВ Култура и сакав нешто такво да искомбинирам, да биде стриктно за култура, за уметност, за музика, со малку спорт. Меѓутоа постоја испадна овие подкастови. Да. Па со нашиот драг пријател Бубо и со видењето ти викам пред во време на корона беше. Да еве сега за време на короната
секој нема што да се прави, да го направиме тоа, да направиме Тој тогаш почна и многу подкасти. Да. Почна и многу. Ама нели од здравствени причини јас добри 3-4 години направив пауза од се и еве сега пред некое време пак се јави таа желба, таа потреба, седнаме, се договориме и еве денеска имаме види, никош не е касно. Сакам да ти кажам дека тоа е ако на пример 5-4 години таа работа не спречила, здравствено, и сега поминал тие период, и ако си останал као да таа е сега, не бидна работа, ама ние пак, дај да се вратиме на тоа. Убава идеја беше. Ако први мислиш, нема да биде, ни воа ќе го тераме ли, и после пати иде идејата. И се порно пробај, дека не бива него ли цел живот да се мислиш тоа е тоа, ако не пробаш нема. И сега на пример, вака, гостино емисија. Че има хуманитарно картче. Че има се шириме се. Мора Франкче, скриеме камера. Че има че сакам јас, обожавам таа интеракција со гледачите, односно да испаднам на плоштадот да ги прашам директно во очи што мислат за воа, за ноа, за тема. Че гледаме да избегнеме што повеќе, што помалку да има политика, малте не ич да нема политика. Сакам да отидам на пазарот да ги прашам и возрастните што мислат. Не мора да знаеш дека морам да прашам само генерацијски. Тоа е едно концептче кое што сега за сега. Како ќе растите, така ќе менувате, како ќе се. Сега за сега тоа ни е врзано у крпче. Меѓутоа што викаш здравие Боже, после тоа може да се. Ама сакам да ти кажам дека 4-5 години тлеело тоа. И сега најдеш пак се раѓа таа некоја идеја. Па сега нема откажување и самата работа ќе те тера да ти идат нови идеи, поразлични, и тебе да ти биде интересно. Па и сега и треба да го погодиш и првиот гостин. Така ли? Најбитен е првиот гостин. Ти сега ако не тргне, нема да тргне. Ја лесна нога имам, секој тргнато вие. Лесна нога имаш. Лесна нога имам. Тие имаш таа потребна харизма, потребна позитивна енергија која што сака публиката, сакат гледачите, сакат слушателите твои, и затоа нели и на радио каси, сваќаш? Да. И на радио каси зрачиш позитива. Тоа човече нит се учи, нит на курсеви се оде, нит факултет се завршува. Не, тоа се раѓа, го имаш. Ама пак сепак мораш да го надоградуваш за тоа што ако останеш рамнодушен на тоа, и оно ќе остане рамнодушно. Да, ја мислам дека не се троше тоа, не знам. За трошење не се троше, ама па ни го даваме. Кога би ми била го имаш. Да, кога би ми ни била целта па да си негативен, ја не можам да ги разберам луѓето или песимисти. Ја па за се сум оптимист и за тоа сум и така позитивна. Насмеј му се на луѓето, направимо го да му биде убав денот, без разлика од кај знаеш па ја како сум споминала вчера или да од сабајле што ми се случило, така. На пример на свирка, кај не ти е дојдено до свирка. Има многу такви моменти. Се нормално, човек си. Само се качувам на сцената, на биничка, како и да е, застанувам зад микрофонот и јас сум другата. Другата од мене излегува. Стварно музиката лече. Лече. Не само музиката, Цимо, тие знаеш дека ја Па и вас не ви бил денот кога сте морале да засмејувате публиката, не ли е така? Јас одам на една представа, на пример. Пола саат пред представа, мене ми е осеќам дека нешто не ми е арно. Исто. Исто температури, ми мерат притисок 200 со 100 и нешто. Ќе откажуваат представата. Не бе, какво откажување? Полежа 15-20 минути, излевам на сцена и некој друг Диме Коцевски. Да. Се преобразува и пак си го давам тоа кукшо. После веќе не приметуваш, само не де Боже да е нешто фатално. Да. Иначе после веќе не мислиш на тоа, кога не мислиш на болеста или на проблемот, пасијата е многу поголема. Завршуваш работа. Јасно. Убаво е тоа, јас знам често да го употребам. Знаеш, си крварел за буквално не. Си крварел за тоа што го работиш. И ако после 25 години или ја веќе скоро 30 години на тие штици што живот значат, успееме да кажеме ние сме крвареле за нашата професија, ја мислам дека тогаш си постигнал нешто. Он е исто на прав пат да го постигне тоа, затоа што
исто работе со се извинувам, со страшен ентузијазам, со страшна желба и Ве пратам, ве следам, ве гледам јас колку можам на представите, значи уживам. И се гордеам едноставно, да ви кажам искрено, многу се Наш гордеам. човек ќе испадне. Значи наш човек, ама и многу сте, тимот вие многу погоден. Ептен Знаеш колку сте. пати е вака негде? Значи со самата појава правите човекот вака оп одма насмевка да му Да се се појави. насмее. Уште пред да кажеш нешто, да. Таа тројка, јас, они и Боцев, веќе, како ќе дојде тоа? 20 години. 20 години. 2007 ми беше првата претка. Веќе 20 години. Мене ми е жал само што млади нема да се заинтересира да работат на Се поредко. од кои причини сега. Лесно се откажуваат. Убаво кажа ти мала потешкотија и одма се тргаш настрана и продолжуваш нешто друго. Па значи него сака доволно. Мака Кај мене мачење не, со женски за мене не важи тоа не можам или тешко е или не знам. Се сум научила, Ќе се пробам, можам, човек. ќе пробам, да, ако не вака, ќе сгрешам, утре ќе го Знаеш направам поинаку, па ќе го да не ти управам. биде Они ќе- криво после. Значи не, Они не, ќе не пробат, постои за мене, не Ќе може. се сопнат малку, ќе се спрепнат и тука е готово крај. Значи не стават да се истресат па да Или речат. обратно, тебе лесно ти горе, ќе се станеш ти аха. пееш, лесно ти е, да, ајде зошто тогаш секој Кога да не е гледаш пеач. некој што знае Зошто тоа секој како втор го не е прави, пеач? а кога ќе видиш некој Многу што ти е знае лесно. како го прави, изгледа Аха. многу лесно. Ја ќе гледаш гитарист како свира, ти најлесната Готов работа на си го света. кувам. Џоковиќ го гледам тенис како играе, дома со тепалчето размафтан, ја мислам дека со тенисер. И многу лесно кога гледаш некој што Да, знае како го прави. да. Земи ти, не било така лесно, Не е треба така, малце да не му е обстанеш, да се После помажеш. Нема лесно. после секој филм со Брус Ли, јас бев најголемиот каратист у селото. Па Така ли? нормално. Мачо, да. Што гледаш тоа си Јано го излезеш гледам на просто улица. да кажам право. И до ден денеска ни нончаки како ги врте па како изгледа тоа лесно. Еве ако не беше музиката, што ќе беше наче маленко? Јас по професија, по струка сум медицинар. Можеби ќе го работев тоа, пошто ја сакав многу медицината. Завршив тоа. И со песна ќе ги речеш човек. И сигурно. Арно, ама некако како годините минуваат, како станав и мајка, некако таа професија, не знам зошто, лежи. не едноставно ја одбив, не знам зошто. Почнав премногу да се стресирам, така, дали за со децата, во некои такви ситуации кога биле болни. Не, арни сега вака си викам, леле, човече се да легне некој тука, не да Боже, јас ќе знам ли треба да прва помош да помогнеш. дадам. И така некако, знаеш како кога си со двоумење, што го кажаме, Да. тоа дека нештото не го сакаш доволно и се повлекуваш. Музиката од секогаш ми беше и пасија, и страст, премина и у професија, знаеш, посебно сум и горда и никогаш нема да се каам и да жалам зашто ја избрав. И другата работа, третата работа би била продавачката у Мевел Малинка. Во друга професија искрено не знам, не се гледам. Тросик, Не тросик и гледам. тамбуретка. 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 Да кажи ми, вич, кога спомнаме овој децата, фамилијата, они до кај се, што се? Тргнале Они по си го твоите терат, стапки или не, нивното, не ги форсирам, ги оставам сами да си одбират затоа што веќе се и двете индивидуи сами по себе. Големата е голема, 23 години има Султана, она е се уште на факултет, ајде уште една година. Малата е 7 оделение и она имаме уште време додека се насочиме средна школа, што би било, кај би било. Што би сакала, да. Иначе моите колеги од нејзиното школа од Тахта еве ја форсират за пеење, се снимаме, ја праќат по конкурират со оние на некои такви настапи, манифестации за пеење. Браво. Во хорот е исто активна, сака да пее, добро играе у Венус и веќе многу години кај од неа мала. изби, колку Али да, музикална Повлечи е на кај многу, да, музикална е многу. Јас сум воодушевена и како играе, со каква страст го прави тоа. Нели јас нешто се пробав у тие моите спотови, до ден денеска сакам пак да снимам таков спот. Големата си е економиста по струка, па влезе во инфлуенсерските води нешто, еве сега пробува и она. Ако И ви добра се е, добра е. Јас се изненадив позитивно тоа колку она се ослободи да го прави тоа, сама си кажа од нигде никаде еден ден само додека се правеше муабети како што ќе се работе, дали ти нешто салонот сакаш да го превземиш, сепак е возрасна и дали би сакала. Она еден ден не седна и ни кажа јас сакам тоа и тоа да го правам, сакам прво факултетот само да го завршам и за сега таа ми е. Да, желбата и ние оставиме, не, она да си одбере што сака. Па и добро и оде да ти кажам за среќа. До една од двете девојчиња има ли некоја пасија за пецање?
Нема, затоа што може би се девојчиња, Султана татко ја носеше и зема, мислам, еднаш стипендија, една награда зема, освои прво место, ама тоа беше многу малечка. Од тогаш навака не. Малата деме као и јас сакам со тато да си попецам и таман че дојде некој викенд или период лето, па нешто излегува, да, она не може тој ден и така. Само сака. Само сака, да кажа. Супер, Натко, ја пак ќе кажам, не случајно, не е ова лице првење, не случајно тебе те викнаме да не видиш. Фала ви многу, стварно. Ми беше чест и задоволство и мене. Ти да го скршиш мразот, а со тебе и ние да го скршиш. А стварно мислев дека пранкот ќе биде после некој ден, ми правиш само најава. Да. Пази се, ни тебе сега ќе Јас му кажав, му реков, од сега најамки ќе треба да пазам наочари да гледам од ова. Не знаеш од кај идат камери. Ти помина редот тебе, не ме гледај. Поминали добро. Стварно задоволството беше наше и јас знаеш дека сега сум бил искрен со тебе, другаруваме буквално. Сме, да. Буквално 30 години го другаруваме. Убаво се кажа од времето кога од златното време на кавадаречката ноќна и култура и сцена, да, се. Фала ти уште еднаш што прифана да ни бидиш наша гостинка. Фала ти што, пак ќе кажам, мразот да го кршиме со тебе. Фала и вам. По тоа дека имаш лесна нога, тоа го знам и се надевам дека некаде од следната сезона која ќе ја почнеме, пак ќе викнеме пак. Не, јас ќе викнам. Да видиш до кај сме, да видиш до кај сме. За да си докажеме ни тебе, а ти нас, дека работиме на долги стази, дека не сме. Стварно успеало. Белки ќе дое ред и да плачеме на гостите. Белгич треба да требеш да ви донесам само едно благичко и шампањско као за почеток, ама и од тука ќе си направиме. Не, ако влеваш прв пат кај негде каш влеваш прв се краде нешто. Тај да видиш што те бендисуе од тука. Да, ама еве вториот пат, нели, како што рекоме, втората сезона која ќе викнеме, не зима и шампанско, не зиме за да ако сакаме да поканиме втор, трет гостин, една тамбуретка. Тамбуретки ќе донесам. И сега ќе донесам. И сега треба да донесам. Да, и чест да не комплетираш. Ако викте големи екипи, големи друштва, ќе треба да се прошири малку студиото. Да, ќе се прошири. Големи мислиш бројчено или големи на габарит? Ами сега два фотеља чао не сме негде на некој тишна, разбираш, два фотеља 3 испаѓат. 3. Големи со еден него нема да треба некој да излезе од сцена, од студио. Двајца големи не бива. Многобројна екипа еве, ајде да се изразам точно. Што викат Симо, фала ти многу. Ние уште како начнаме идејата дека ќе правиме каст, мас. Повторната идеја, да. И прва опција беше нормално. Кој ќе биде прв гостин? Ќе почнеме со женско, нормално, Нача Маленкова, сите за, едногласно. Фала ви многу, да, уште еднаш на честа. И преđеска баш што почнав ти кажувам, кај да има свирка Нача Маленкова и некој пријател кој, дали у Охрид, дали у Прилеп. И ми слика, ајде кавадарци, има многу. Знам дека ти поминти убаво, так, да ми дојдете и вие на некоја свирка. Тоа ти кажам, јас последна... Еве низ кавадарци, ако ви е полесно, а настрана уште поубаво. Последна твоја свирка на што бев уствари беше свадбата на братучет ми, ако памтиш. Ама свирка ми, на твојата свирка вика. А пак не беше забавно. Немаше ништо, цела рокчета раме цела вечер. Така ли беше? Прекрасно си поминаме. Ама на ваква на клубска свирка не сум бил, ама добро. Пак нели бев спречен. Ама планирам да дојдам. Ќе ми дојдите еве туку у Кавадарци кога настапуваме полесно вие за. И ќе гледам некој да ти го откраднам микрофонот, не за да запеам, но да ти речам Наташа 25 години. Сега скажа прашо јубилеот само да кажеме кога? До кај? Подготовките за јубилеот до 25 година сме. Па сега. Го направиме јубилеот, го достигнеме 25 години. Си го кажаме, си го најавиме. Уште една работа и ќе се одјавиме, бидејќи сме нели на скрос сефтето, не сме спремни ни да ти дајме некое поклонче, ама се прават некои работи, меѓу кои најинтересни се че има ВД-каст финџалче. Јас лично ќе го донесам у предузечето, да, и да си вака, да, за чајче. Едно за тебе, едно за човекот што ми помогне за пранкот. Јасно, да. Да, и за да си пиете заедно чајченци или кафенци. Може, фала ви многу.
Фала и А на ја тебе. дефинитивно дужам тамбуретка. Да, фала и на тебе. Ти кога дојдеш со филџанче, ја тамбуретка. Баш, Ја да. Ке ти ја врачам. Се размениме. Се размениме. Фала ви што бете дел, тие што ќе гледате од нашиот прв ВД-каст, прв од многуте кои што ќе следуват. Првата сезона ми се чини ќе биде некаде на околу 8 епизодки, натаму здравие Боже ќе направиме некоја пауза летто, па после тоа од септември месец ќе почнеме малце со некои новитети, нови теми. Ми беше неизмерно мило, пак ќе кажам, што го отвориме ВД-кастот со Нача Малинкова. Јас би сакал само да ви посакам да ви оставите у добро здравје, затоа што на натаму другото како што викаме ние укаварите се реде. Се купува. Да, се гледаме на втората емисија, сега цилно сака да ви кажа 2-3 збори сврзник. Многу сака да дотура, што би рекол нашиот режисер. Не си жив ако не дотуриш. Многу е речит, иначе. Јас само накратко ќе кажам, фала ви што бете со нас, што не гледате. Благодарности до гостинката, ќе се дружиме ни секако уште многу. Да. Пофалбите, кајште и на сите, добрите работи, нешто ако има лошо, кајште ни нас, да знаеме што да поправиме. Се трудиме да го задржиме вниманието, се трудиме да бидиме тоа што треба и Арлија нека е. Нека му пеат петлите, па се гледаме и наредната емисија. Тоа е.